Младите во потрага за подобар живот и поголема кариерна перспектива се почесто се одлучуваат своето средно образование да го продолжат во поголемите градови, со што бројот на ученици во последниве години во општина Македонски Брод значително е намален. Годинашната генерација матуранти од гимназијата Свети Наум Охридски спадна на само 11 ученици. Во училиштето има само 2 паралелки од 4-та година. Едната е по гимназиско образование, во која ќе матурираат 8 ученици, а втората е по угостителство и туризам, во која има само 3 ученици. Македонски Брод јаде листата судбина кога што е делат и останатите малечки градови. За тоа не е причина само иселувањето, туку причина е и бесплатното средно образование, така да голем број од дечината ни заминуваат средно образование во околните градови. Со цел колку толку исправање на оваа поразително тажна слика, општината заедно со Советот веќе пристапиле кон преземање на конкретни чекори и мерки. Со доделување на еднократна парична помош на секој новозапишан средношколец со средства издвоени од општинскиот буџет ќе се стимулираат бродските ученици образованието да си го продолжат дома. Воведовме субвенционирање од 5000 денари за секое дете кое е запишано во средно училиште во прва година во Македонски Брод. Сигурно дека тоа е символично, но меѓутоа битна ни е пораката која испраќаме кон самите дечина. Исто така воведовме машинска струка во средното образование, склучивме договор и воспоставивме дуална паралелка со фабриката АТС Груп. Исто така, бидејќи една од перспективните цели на општината е развој на туризмот, од пред неколку години формирани се и 2 нови гимназиски паралелки за струките техничар за рурален туризам и хотелски техничар. Со ова сакаме да се вмрежиме и да го следиме бизнис секторот, особено угостителството, што ќе биде значајна придобивка за општината, високо да се етаблира на туристичката мапа не само во земјава, туку и пошироко, објаснува Ристески.